Градските пазари се место на тргување главно на сезонски плодови, овошје и зеленчук, но на пазарите во регионот, освен со храна, редовно се тргува и со облека, покуќнина и разни дреболии. Земјените производи на Штипскиот градски пазар, како садови за готвење и сувенири, со години наназад редовно ги изложува и продава Љупчо од Злетово. Вели, храната приготвена во земјени садови е многу повкусна од онаа приготвена во метални садови. Повеќе идат овие тавичките со капак. И тинџериња овие вамо што се на крајот за варење за графче. Па сами укус е подруг, поубаво е. Самиот укус, припремата, мислам што е побавно варењето. Да, не е на брзина сварено. Гранчарството им е семеен бизнис. Неговиот брат ги изработува садовите, тој ги продава, а сите членови во нивните семејства се вклучени во ова производство, за кое Злетовскиот крај нуди најквалитетен материјал. Доста е, мислам, тежок занајат, али има. Живее се. Колку луѓе сте вклучени во работа? Па 2 фамилии, се рече, сите, комплет. Половна и нова облека и материјали со екстремно ниски цени исто се дел од редовната понуда на градскиот пазар во Штип. Од нешто мора да се живее, велат трговците. Гледате дека ипак луѓето наоѓаат сили и можности да печалат едно парче лепо во кризно време, а они си дават вака, те поевтино продават по 50 по 100 динара парче за да заработуваат едно парче лепо. Значи, ипак треба овај пазар да остане кај луѓето. Екзистенција да се ваде, нормално, значи, таков е животот. Голема понуда на облека, но и други, главно текстилни производи, се планира да има на Великденскиот панаѓур пред градскиот пазар во Штип. Доваѓаат тезги од секој град и продаваат разновидна роба. Исто и вие, тука што ги гледате вие тезги, и они учествуваат на тај панаѓур. Така да мислам дека тај Великденски панаѓур што го се организира за 30 април, 1 и 2 мај, остана една традиција во Штип. Во пресрет на великденските празници на зелените пазари се нудат и великденски реквизити, главно бои за јајца. Изборот е солиден, цените ниски, но ризикот по здравјето е присутен, велат од Агенцијата за храна и ветеринарство, посебно доколку вакви бои преку лушпата навлезат во јајцето. Оттаму апелираат граѓаните да употребуваат фабрички пакувани бои за јајца од продавница. Агенцијата за храна и ветеринарство веќе започна со зајакната контрола на квалитетот и на јајцата и на боите за јајца, кои во деновите пред нас ќе бидат многу барани во маркетите.